Здраво, здраво и добро дојдовте во новата епизода на подкастот Кафе Муабети за дислексија. Мој денешен соговорник, односно соговорничка, ќе биде една личност која што не е вклучена од самите почетоци на Сдруженијето во работата на истото, меѓутоа е вклучена од самите почетоци на незините студентски денови, најнапред како учесник и слушател на дел од семинарите и обуките, а потоа да биде ангажирана и како експерт по специфични тешкоти во учењето. Ми представува задоволство денеска да ви ја најава магистар Катерина Димова. Катерина, и официјално добре дојде на подкастот Кафе Муабети за дислексија. Како што кажа во најавата, Сдруженијето Ајнштајн оваа година слави 10 години од своето формирање и правиме најразлични разговори со сите оние луѓе со кои што сме соработувале. Најголемиот дел од луѓето кои што ќе бидат гости се од самите почетоци заедно со нас, а каже во најавата, ти не си од самиот почеток, меѓутоа од почетокот на твоите студентски денови. Ајде за почеток да земеме, да се представиш и да кажеш всушност која си. Дамијан, ти благодарам за поканата. Навистина ми е мило што заокружувате еден јубилеј 10 години и се надевам дека ќе продолжите успешно да ги реализирате сите проекти, многу подобри. Јас сум Катерина Димова, специјален едукатор и рехабилитатор, семеен системски советник, односно во едукација сум на семејна и системска психотерапија, работам во Неокортекс. Да, значи вака една долга специјален едукатор и рехабилитатор, семеен системски советник, магистар по специфични тешкоти во учење. Се запознавме, сега не знам точно која година. 2016 плюс 2017. Да, добро. Како учесник на една од нашите обуки кои што ги организиравме во тоа беше една од обуките за методата Рон Дейвис. Ја одржува господја Славица и Катерина, мислам дека беше дел од таа обука и тогаш сватив дека уствари има некој кој што ги гледа работите надвор од кутијата и надвор од онаа рамка која што ние забележувавме повеќе на факултети кај нас на институтот. Така. Значи започнав како учесник на обуките, потоа дојде, мислам дека оваа година беше говорник на една од нашите конференции, па после тоа државме вебинар заеднички, меѓутоа ќе дојдеме до тој дел. И сега тоа беше првата обука на која што присуствуваше. Јас точно се сеќавам дека после како ние организиравме нешто ново, ти беше присутна на се ново што организиравме. И сега од оваа перспектива, кога веќе си магистрирал на специфични тешкоти во учењето, да се навратиме назад и што значеа тие обуки за тебе како во тој период како студент на Институтот за специјална едукација и рехабилитација? Па морам да ти признам дека никако додека студирав ми недостасуваше еден дел, затоа што постојано се движевме во некоја рамка и јас сум секогаш за тоа дека треба да има одредена структура и одредени распоред и ритуали во секојдневното живење, но ми недостасуваше нешто да никој ги гледа работите надвор од кутијата, тргнувајќи од нови методи и техники, нешто што е креативно. Сега ми доаѓа, знам се сеќавам дека првиот текст кој што беше јавно објавен од моја страна во однос на деца кои што, односно лица кои што се соочуваат со некакви тешкоти во учењето, беше креативци со големо срце. Знам дека вие го превзимавте и беше објавен и баш бев многу среќна затоа што тогаш бев прва година на студии и некако онака јавно проговори во однос на тоа што се лицата со дислексија и како јас ги гледам. Така да многу ми помогнаа тие обуки и се здобив со многу нови знаења и техники и во однос на дислексија, но и во однос на другите тешкоти кои што спаѓале. Така. И сега, ајде да почнеме од каде ти дојде идејата да се запишеш воопшто на студии по специјална едукација и рехабилитација? Малце е подолга приказнава, ба јас ќе се обидам Имаме време. Значи, некаде јас завршив средно медицинско во Белес, доаѓам од градско. Веќе крај на прва година, средно втора година, кога започнавме со оној практичен дел од медицинските учења, одевме по одредени пракси, центри каде што имаше лица кои што се соочуваат со некаква попреченост. Јас тогаш почнав да истражувам што е тоа, која е оваа наука која што кај нас, каде јас можам да се едуцирам, нели кој е тој факултет.
И моите истражувања беа многу длабоки, да во втора година средно јас веќе ги знаев и предметите и професорите кои што се на институтите. Значи, тогаш решив дека ќе студирам специјална едукација и рехабилитација. Иако и моите родители и наставниците и сите мои блиски претпоставувам од таа заштитничка улога, пошто бев одличен ученик, ме гледаа во улога на доктор и некој кој што ќе се запише на општа медицина. Но сум многу горда на тоа што си го слушав натрешното јас и знаев дека сакам да сум таму, знаев дека сакам да сум дел од оваа наука, да им помагам и на родителите и на семејствата. И си одлучив, се запишав, дојдов тука во Скопје. Прва година беше за мене тешка затоа што јас се соочив со еден момент каде што премногу сме фокусирани на методи и техники како ние да му помогнеме на дете, а не и на целото семејство. Да, добро, сега. Ај ќе дојдеме после, знам на каде води разговоров, па ќе дојдеме и до тој дел, да реално вашата професија, специјален едукатор и рехабилитатор, како да кажеме, многу благородна професија. Значи, јас некако ги поистоветувам многу често со докторите за тоа што и вие помагате на сличен начин. Да, јас би сакала тука да им појаснам и на сите гледачи дека специјален едукатор не е само некој кој што работи со деца со некаква тешкотија, атипичен дисхармоничен развој, пошто ние сме вклучени во ран детски развој и правилен развиток на деца, така да не знам колку кај нас се во раните интервенцијски тимови или од кога едно дете ќе дојде на овој свет присутни специјалните едукатори да прават чек дали детето ги исполнува развојните задачи, но ние сме лица, јас секогаш кажувам дека ние сме лица кои што се грижиме за здрав раст и развој на секое дете. Значи не сме баш некој кој што работи само со лица со некаква тешкотија. Да, ова ми се допаѓа многу. Се надоврзам тука и на моментот кога институтот го смени и го промени името од Институт за дефектологија во Институт за специјална едукација и рехабилитација, нешто што навистина многу ме радува, затоа што јас сега како човек кој што не е дел од вашата бранша, самиот поим дефектолог ми звучеше страшно, знам дека и на многу родители ми звучеше така што мислам дека тоа е одличен напредок за вашиот институт. И сега ти, ако не се лажам, оваа година магистрираше или минатата година? Минатата година, да. Првата генерација, така? Јас сум втората. Втората генерација на магистри по специфични тешкоти во учењето. Програма која што најмногу е направена на факултетот, благодарение на професорката Каровска, за што јас сум навистина многу среќен. Како се роди идејата, нели ти си специјален едукатор и рехабилитатор, како се роди прво идејата да се насочиш нели кон дислексија и специфични тешкоти во учење? Па втора година на студии, моето прво работење во однос на струјката беше со дете кое што има дислексија. И сакам јавно да ги поздравам и родителите и детето, затоа што навистина во моментот кога почнам да работам со него, он беше четврто одделение, тоа детенце сега дете, тинеџер, голем, зрел и добар. Ми беше првиот чекор за да видам дека и на кај нас на институт, како што е професорката Каровска, професорката Оливера Рашид и професорката Станојковска, нудат нешто повеќе од методологија и работа со лица и таа теорија, нели, литература. Првиот момент кога почнав јас да работам со него, јас не бев толку насочена кон делот ајде сега да му е полесно во обработка на материјата која што доаѓа нели од печатена форма, ние го обработувавме тој дел на однос на часовите и како образовен асистент, но никако повеќе се фокусиравме и во оној дел како се чувствува, како неговото семејство успева сите тие работи кои што се вклучувајќи и логопед, и дефектолог, и психолошка нели поддршка, како успева. Така да мислам дека тоа прво работно искуство придонесе многу да јас повеќе истражувам за дислексија и да се насочам кон тој дел. Да, и потоа нели да дојдат и постдипломските студии и сето тоа. Добро. Сега веќе кога го спомнавме делот со факултетот, начинот на кој што се студира, од оваа перспектива како студент кој што завршил на тој институт, што мислиш дека на
институтот му недостасува, да речеме. Па ја само нисам што завршив 2 години таму како демонстратор. Ама тоа не си го кажа во Да, најава, не го како кажам во заборавивме најава, делот, да. дека беше демонстратор на бев филозофската бев факултет. демонстратор кај професорот Горан Едински по предметот на проценка на психомоторен развој. И секогаш така беа малце по-холистички тие вежби кога ги одржував јас. Она што мене ми недостасуваше пред се како студент беше моментот и затоа и оној друг дел кој што го носам јас со себе, односно семена системска психотерапија во едукација со мене, беше моментот дека премногу сме фокусирани на децата. Премногу сме фокусирани на алатките како да им помогнеме на децата. Во многу мал дел се спомнува семејството, браќата и сестрите, кои што се многу битен елемент кога имаме некое лице, дете, возрастен кој што се соочува со некаква тешкотија, затоа што сето тоа допринесува да како детето ќе се чувствува и како детето нели ќе има раст, развој, ќе ги извршува своите задачи согласно календарската возраст. Така да сигурно некаде би го вметнала тој дел како одреден предмет и се надевам дека еве јас актуелно зборував и дипломската теза и магистарската теза колку е битно семејството, колку е битна семената резилиентност, отпорност и така натаму. Така да се надевам дека во иднина ќе има поголем слух од страна на нашите институции дека потребно е да се работи со целото семејство, не само со детето, и повеќе би обрнала внимание околу креативноста, околу практичниот дел кој што мислам дека така малце недостасува кај нас на институт. Има самиот институт има нова генерација професори, луѓе кои што навистина сакаат да предизвикаат промени, верувам дека ќе се предизвикаат и ќе се случат тие промени. И јас исто така сметам дека моментот на семејството е многу важен. Тоа нели го зборувавме во првата епизода подкастот каде што разговаравме со мајка ми и нашата вклученост како семејство во целиот процес на образование на Симон, психолошка поддршка и сето она што е направено за него, нешто со кое што се соочува секој дете на било семејство на било кое дете кој што е на некој начин различно од другите. Јас некаде ќе додадам тука дека ние сите имаме некаква специфична потреба. Апсолутно. Многу ни помага кога имаме некаква рамка за што станува збор, нас или професионалците, за да знаеме каде да се движиме во однос на работата, но тоа не значи дека тоа лице, тоа дете треба да го гледаме низ таа специфична потреба, низ призма на дислексија, низ призма на дисграфија и така натаму и така натаму. Да, убаво каже, јас стојам на тоа. Секој човек има различни специфични потреби за себе. Нема двајца луѓе кои што се исти. Добро, сега дојдовме, беше демонстратор на професорот Едински и тука меѓу време се случува и твоето вработување во нео. Да. Не, доаѓа вајде, предпоставам прво до едукацијата. Да, значи никаде во втора година, кога почнав веќе да работам со детето во училиште, како образовен асистент, јас самата се фатив на момент дека со детева природно доаѓа од мене да зборувам за тоа како он се чувствува, како ги поминува сите тие процеси кога наставничката можеби ќе упаде некој несоодветен коментар, децава се испејуваат, има пели тешкотија во читањето, ми треба повеќе време во текот на одговарањето. И некако постојано зборувавме за емоциите, за како он се гледа, па дури имавме, се уште ги чувам некои постери дома и слики како он се има прикажано преку креативна техника нацртано дека е многу мал, дека се чувствува многу засрамено од самиот себе. И во тој момент, значи втора година на студии на факултет, дојдов до семена системска психотерапија, нешто кој што во тој момент мислев дека е многу добро, да го имам како дел од мојата едукација и за тоа сум горда што се одлучив да се запишам на тој дел од психотерапија. Паралелно следев факултет, едукацијата на семена системска психотерапија во Институтот Алтернатива и веќе на крајот од моите студии се вработив во Неопартекс. Да, добро, значи се одело се по некој одреден тек. Да, меѓутоа супер, затоа што ретко кои се одлучува, знам дека таа доедукација во психологијата обично е
завршуваат психолози најчесто, ретко се случува специјални едукатори и рехабилитатори да се Имаше еден таков дел, имаше како што имаше и на прва година кога се запишував на Институтот специјална едукација и рехабилитација, кога сите мислеа дека јас треба да завршам општа медицина. Во овој момент кога одлучив да се запишам на семена и системска психотерапија, повеќето луѓе околу мене беа зошто пак вас не ви треба тоа, немаш потреба, постојано учиш, постојано нели се надоградуваш. Но некаде во мене чувствував дека тоа ми е потребно. Јас сум човек кој што многу сака да се едуцирам, многу сакам да имам повеќе алатки во мене, значи не се фиксирам само на една работа. Баш напротив, мојот став е дека кога работиме со деца, кога работиме со возрастни делот на здрав раст и развој, ментално здравје, треба да ги гледаме холистички работите, односно не можам само јас да сум најдобрата, секогаш вклучувам и психолози и други специјални едукатори кои што нудат поголеми техники и поинакви техники. Логопедите се тука се случува во пракса да знам да испратам и дете на детски психијатар, значи маш онака една лепеза на холистичко гледање на работите. Па тоа е од оној момент, ја постојано што го зборам за дислексијата, холистичкиот пристап и секој кој што е потребно да биде вклучен. Значи не може еден да му помогне на детето, секогаш е тука психолог, затоа што конкретно кога зборуваме за тоа и подкастот за специфични тешкоти во учење, целото семејство е засегнато, не е само детето. Значи тука веројатно треба и психолошка поддршка за семејството. На некој дете ќе му биде потребен логопед, на некој ќе му биде потребен специјален едукатор, некоја друга метода. Значи мислам дека тоа е многу важен момент, а кај нас мислам дека кај стручните лица тоа и доста недостасува, затоа што некако секој си ја гледа само својата работа и мисли дека само тој е одговорен, кај што дека се тепаме чива е дислексија. Да. Апсолутно е ничива. А колку полесно ќе не биде кога сите баш онака како тим ќе допринесиме во дислексијата и колку полесно ќе се гледат работите? Апсолутно. Тимската работа е најважна, особено кога зборуваме за филозофскиот факултет. Тука ги имаме институтот за психологија, имаме институт за семејни студии, специјална едукација, значи се што треба е на едно место. Сега кога би направиле паралела, ајде да два дела од тебе, едниот специјален едукатор, едниот семеен системски советник, што повеќе тебе ти лежи? Па, и двете работи ги комбинирам. Знаеш, има моменти кога ќе треба да работам само со деца кои што се помали, им треба стимулација и во тој момент, додека сум со детето, работам на стимулација, но родителот го чека надвор и кога ќе завршиме ние со часот од 45 минути, морам да признам, пред еден месец имав родители кои што се соочуваат со детенце кои што има некоја посериозна потешкотија и во еден момент јас се свртев кон родителите и ги прашав: а како сте вие? Во моментот јас кога го поставив прашањето: а како сте вие? Нивните очи беа полни со солзи. Они кажа дека во овој процес на 10 години работа ниедно стручно лице ги нема прашано како сте вие. Како се они? Да, како се они, родителите. Да, фокусот и нивни е целосно на децата, на сите стручни лица е на детето, а тоа што викаш никој не ги прашал. Во еден момент сум со дете, односно стимулирам, работам, кога се родителите во прашање, ни работиме по семејна системска работа, по семејна системска психотерапија, се случува и да доаѓаат деца кои што имаат пројавуваат некакви стравови, па правиме заедно, значи еден час и родител и дете тука, така да тоа е тоа кога имаме малце повеќе движење во работата. Значи, кога ние почнавме, кога се формираше Сдруженијето, иако јас не бев дел од Сдруженијето, а меѓутоа знам од тоа што сум слушал, формирано од страна на родители на деца со дислексија, кои што се соочиле со проблем поради неинформираност на наставниците и институциите за дислексија, специфични тешкоти во учење, очекувавме дека ќе имаме проблем со училиштата и со наставниците, а дека родителите ќе бидат на наша страна и ќе бидат целосно отворени, а меѓутоа се случи нешто обратно. Многу голем интерес од страна на наставниците, меѓутоа многу мала ангажираност од страна на родителите. И сега поминати се 10 години, јас сум запознал фантастични родители кои што биле спремни да направат све за нивното дете и не само за нивното дете, него и општо да помогнат и за подигање на јавната свест за дислексија и сето тоа. Меѓутоа, мој впечаток е дека недостасува
отвореноста кај родителите, отворено да зборуваат за проблемите со кои што се соочуваат, а многу често и како да немаат желба, односно ми е полесно да прифатат нешто друго за детето, отколку да го најдат истинското решение. Се не знам кој е твој, работиш со родителите, кој е твоето мислење во однос на тоа? Јас тука ќе на почеток би спомнала таа поддршка кон родителите. Затоа што родителите треба да се охрабрат. На родителите им треба системна поддршка кој што и нив ќе ги прашуваат како сте вие како родители, што ви е тоа што ви е потребно. Од друга страна, се прашувам како еден родител, иако далеко од тоа дека многу работи се променети од претходно, во однос на почитување на различности, како еден родител да биде отворен и да биде гласен кога некако станавме општество кое што премногу осудува. И секогаш се прашувам од каде не е тоа право. Да осудувам по некаква состојба, да осудуваме во однос на како се облекувам, која религија сум, националност, јазик, така натаму. А посебно кога станува збор за дете, за нешто кое што е најмило, нешто кое што на секое семејство нели прво се децата, па после ние. И сега они се наоѓаат во една ситуација да не сакајќи да ја трошат таа енергија кон да се справуваат со тие осудувања, се фокусираат кон детето и да ги обработат тие работи што се кај детето. Го разбирам и тој, апсолутно го разбирам тој момент, затоа што нашата отвореност, например, зборам за моето семејство, отвореноста на мајка ми за да оди, кој што никогаш претходно јавно во медиуми не се појавувала, да зборува за незината приказната на Симон и сето тоа, знам дека предизвикала многу промени, сме направиле многу промени, ама од друга страна, и знаеш, не знам за Симон колку вистински предизвика промени или проблеми зборам во неговиот живот, баш заради моментот што како општество некако, ајде да кажам, сме ограничени и многу осудуваме, затоа што он, без разлика на све, многу често беше осудуван во текот на неговиот образовен процес, што мислам дека конкретно на него му има створено многу проблеми во однос на менталното здравје, меѓутоа ќе преминеме потоа кога ќе збориме за општо за менталното здравје. И сега, во првиот дел, потоа вториот дел ќе зборуваме конкретно, ќе бидеме насочени кон менталното здравје и психолошката слика на учениците со дислексија и специфични тешкоти. Како специјален едукатор и како семеен системски советник, кој е твојот став во однос, ова ми е едно горливо прашање се тоа што се расправа постојано, да. Моментот што се уште до ден денеска јас се сретнувам со деца кои што доаѓаат во нашиот центар, кои што од одредени институции им се препишани лекарства со шифра во тоа што го добиваат диагнозата шифра дислексија и препишани лекарства како пирацетам и не знам што од лекарства кои што спаѓаат во антипсихотици претпоставувам. Јас, мојот став и во претходната епизода го кажав, не постои апче кој што ќе го научи детето да чита. Точно, не постои апче, не постои некаков неурофидбек или нешто кое што ќе избрише дислексијата и нема да постои како состојба. Во однос на медикаментите, затоа јас велам во делот на целата таа погача не сум само јас како специјален едукатор или семеен системски советник или логопедот или психологот. Затоа се нели тука и колегите психијатри. Мене ми се случува да одредено дете кој што гледам дека можеби се соочува и дислексија се соочува со некој повисок степен на анксиозно расстройство и така натаму, да јас испратам кај психијатар. Но медикаментите кои што можеби ќе бидат дадени од страна на психијатарот не се за тоа дека нема да постои дислексијата и дека со тоа магично апче од 2 месеци кој што детето нели ќе го зима, ќе го консумира, готово веќе не постои дислексија. И тоа сакам да го кажам, значи кога доаѓаат родителите во таа белешка стои шифрата за дислексија, F81 или како беше сега, нема веќе за збор. Значи родител кој што е, да речеме, помалку едуциран човек, ќе изгубува шифрата и за според таа шифра има добиено лекарство. Значи он
де факто, мислам, чисто сакам да ги поттикнам тие институции пред да направат нешто. Јас не викам не. Можеби тоа дете има некаков друг проблем, се соочува со некаков проблем за кој што треба мултидисциплинарно. Тоа ми е моментот. И сега има еден друг дел. Не знам кој е твојот став на тестовите за интелигенција. Значи јас мислам дека тестовите за интелигенција кои што се користат од нашиот систем не се адекватни за децата со дислексија. Мислам, ова јас го кажувам од научни истражувања во светот кои што се направени. А се случува многу често, нели, прават на дете тест за интелигенција во некоја здравствена институција, дете кое што има дислексија и на тој тест да има подпросечно ниво на интелигенција. Океј, добро, тоа не значи дека можеби е поврзано нели само со дислексијата. Јас не сум за тоа дека децата, иако ова е една доста голема тема на дискусија, широка и кај нас на институција кога што зборувало нели односно тоа децата со дислексија и нивната коефициент на интелигенција. Јас не би ги мерела така работите, затоа што прво сакам да кажам дека не треба да се расправуваме со диагнози. Да, точно, нас не е многу битно да нели ние ја имаме рамката, но за да процениме едно дете дека има дислексија, ние треба да го обсервираме тоа дете. Јас не можам во рок од 45 минути сега типо да кажам вашето дете има дислексија и начинот на кој што ќе го споделам. Значи, сето тоа е еден процес во кој што треба да сме многу внимателни и во однос на проценката, и во однос на зимањето анамнестички податоци, и во однос да видиме дали тие црвени знаменца до 6-та година кои што нели ние ги знаеме и ги штиклираме, да, во однос на говор, ориентација и така натаму, дали тоа дете ги имало, за да јас на крајот добием дека ова дете има дислексија. Да, пракса случува нешто друго. Да. Праксата покажува нешто друго, што се даваат, тоа што да не се расфрламе со диагнози, апсолутно. Мислам дека во било кој дел не треба да се расфрламе со За било што, да. Тргнувам од тоа дека јас како специјален едукатор во мојот извештај прво не смеам да ставам диагноза. Она што го правам ги пишувам кои се функционалните способности и кои се јаките страни на детето. И што е она на кое што треба да обрнеме внимание, на што треба да работиме. Па јас знаеш како и кога родителите ми се јавуваат каде може да добијат официјална диагноза, им ги кажувам институциите каде што тоа може да се добие, ама секогаш им кажувам и што со таа диагноза, сега тука сме да му помогнеме на детето или да добиеме белешка. Тука е тој момент каде што мислам дека ни треба малку поинаква структура во однос на образовниот систем, затоа што мене во пракса ми се докажало дека бараат диагноза, печат, лист, за да добијат образовен асистент. Да, знам. Значи тука се многу работи измешани. Меѓутоа од друга страна, еве да речеме, ќе добие детето образовен асистент. Колку тој асистент е едуциран за дислексија, колку вистински може. Мислам, секоја помош е добре дојдена. Тоа е сигурно. Меѓутоа, колку вистински ќе може да му помогне или само, ајде да не звучам грубо, ќе му направи проблем психолошки на детето затоа што ќе биде гледано на чуден начин од страна на соучениците затоа што доаѓа со помошник во школа. Не знам, значи многу работи се измешани кај нас. Ајде, кога го спомнавме делот со образовни асистенти, конкретно збориме за деца со дислексија и специфични тешкоти во учењето. Од аспект на специјален едукатор, меѓутоа и семеен системски советник. Подобро е да детето да има образовен асистент или да нема. Одма да ти кажам, значи не сакам да не биде дипломатски одговор, него да биде искрен, имајќи ги предвид општеството во кое што ние се наоѓаме. Имајќи во предвид општеството во кое што ние се наоѓаме, јас бев образовен асистент, ама не работев со детето во училна. Детето седеше само во училна, а јас после оној дел кога дневен престој од 3 сата, јас работев со него и го надокнадувавме материјалот дали во однос на наставна програма или овој психолошки. Така да, таквото обележување, етикетирање за нашето општество, не знам колку е. Тоа ми беше, мислам, јас го имам истиот став. Затоа што јас знам со Симон, Симон си одеше сам во школа
Меѓутоа после училиште си работеше дома. Во тоа време немаше образовен асистент, него моите ќе ангажираат наставничка плюс која што ќе работи материјал што го поминувале во школа, што е сосема нормално. Тоа ме интересираше затоа што мораме да бидеме свесни во какво општество живееме, на некој начин колку ни е ограничено општеството и како ќе го гледаат тоа дете во другите деца во училиште. За жал, се уште сме на некој многу ниско ниво во однос на свеста на луѓето. Да, во однос на едукацијата и на наставниците и во однос на образовните асистенти, јас мислам дека овие 10 години, сега не знам колку години сте точно фокусирани на едукација, дека стварно има помак, односно веќе наставниците гледаат како треба да се однесуваат и со деца, и со родители, како треба да комуницираат и се надевам дека така ќе продолжите да ги држите тие едукации во однос наставници и родители, работници и све заедно. Можам да кажам, после толку време стварно има промени, недоволни, меѓутоа, знаеш како пак се доведуваме на момент на добрата волја на наставниците да им помогнат на децата, затоа што законски немаме законско решение за 10 години, нели го имаме новиот закон за основно образование, каде што се вклучи инклузијата, каде што пак ништо не е убаво дефинирано. Повторно државата не обезбедува обука за наставниците, за специјалните едукатори, затоа што навистина е потребна дополнителна обука кога збориме само за специфичните школи во учење, значи пак е на добра волја на наставниците сами да си платат обука или евентуално некојаш училиштето ако се случи да им покрие на 20 наставници некоја обука од 500 денари да слушнат нешто повеќе да се едуцираат. Значи пак ангажираноста на државата мислам дека е многу важна. Ама, првиот дел, доста се можеме до утре да се објаснуваме, да го фатиме оној дел кој што јас мислам дека од самиот почеток на Сдруженијето го зборувам, менталното здравје на децата со дислексија. Сите сме фокусирани да им помогнеме на децата да научат да читаат, да немаат проблеми со математика и слично, меѓутоа најважниот дел мислам дека е многу занемарен, односно психолошката слика и тоа што го чувствуваат децата со дислексија. Сега, кои се всушност оние најчести психолошки, значи ќе ме извиниш ако нешто не употребувам термини, нити сум психолог, нити сум специјален едукатор, се може ги грешам термините скроз. И јас не сум психолог. Да. Морам вака јавно да кажам затоа што често пати имам слушнато и коментари, значи јас сум си специјален едукатор, семејна системска психотерапија и едукација, се надевам дека за година дена ќе се заврши и тоа, пошто сме под константни супервизии, не е баш така едукацијата како и на факултет, така да еви јас јавно сум од моментов. И сега тоа, кои се оние психолошки состојби кои што најчесто ги чувствуваат луѓето со, почнеме со децата со дислексија? Прво се јавува чувството на фрустрација. Мислам дека и фрустрациите се најздрави. Не сум доволен добар, не вредам, глуп сум, како да го постигнам ова, не можам. Кога се појавува чувство на фрустрација, кога пак некако јас не сакам да бидам, ама пак се поврзува со системот. Кај нас во образование е дадена една рамка по која што ние сите треба да учиме. Јас се прашувам колку време веќе имаме класична настава од денес 6 часа и тоа, кога ќе дојде таа промена да нешто тоа се случи тука малце се промени, да нема толку многу часови едно по друго, да има малце простор каде што децата веќе работат и на ментално здравје на себе. Значи кога имаме една рамка за сите, а не се гледаат различностите во една училна, нормално е дека ќе има фрустрации. Посебно кога се поставува цел дека детето веќе во второ оделение треба да чита. И начинот на кој што детето треба да чита е тој. Нема друг начин. Тогаш детето чувствува фрустрација затоа што ќе бидам по народски, да речам, неговиот мозок не ги процесуира работите како што ги процесуирам јас кога гледам еден лист бел со хартија и треба да прочитам нешто. Значи, начинот на кој што тоа дете треба да научи да чита е сасвим друг. И тука почнуваат првите моменти на фрустрација, затоа што нели до 10-та година почнуваме да ја градиме таа слика за себе, колку ние сме добри, во кои делови сме добри, пошто не можам во себе да бидам одлична.
Јас се сеќавам како мала, јас имам проблем со математика, можеби треба да направам некој тест да видам, значи јас имам страшен проблем со бројки, математика и историја. Значи јас ги преплакував тестовите, јас бев одличен ученик со тројка по математика. И ми било многу тешко да се вклопам, тоа е секогаш ти наоѓав некој мој начин, ќе добиев исти резултат, ама на крајот ми беше баш онака чкртнато со црвено пенкаво задачата, затоа што исти резултатот, ама начинот на кој што си дошла, да, постапката е многу различна. Која е поентата? И јас се чувствував фрустрирана што сум имала само некој проблем со математика, а не овие деца. Така да чувството на фрустрација и самите ние кога си поставуваме повисоки цели, а нашите способности во овој период, еве сега од возраста, не се толку големи. Нормално дека ќе се чувствувам изфрустрирана затоа што не можам со тоа темпо да дојдам да ја остварам таа цел. Така да повторно се сведува на тоа дека за да се грижиме на ментално здравје со дете, ни треба буквално промена, реконструкција на целиот систем, на самите ние, помош на родители, едукација на наставници и малце поинаку гледање надвор од кутијата. Мислам дека многу убаво го објасни моментот за фрустрациите, согласувам целосно, затоа што веројатно детето се чувствува дека не може да го исполни она што околината го чувствува, го очекува од него. Да, така? Тука се очекувањата на другите. Јас би сакала тука да споделам еден пример во однос на тоа како јас растев и кој бе очекува. Јас бев одличен ученик и во основно, и во средно, и на факултет. Среќа не можам да се пофалам со истото. И некако, иако моите родители никогаш не биле да нели се сите петки, но како почнав да се покажувам одлична во другите предмети, очекувањата на наставниците и на моите професори беа дека јас треба да бидам одлична во секое поле и дека јас не треба да правам грешка. И мислам дека првата психолошка сесија со кој што сум ја имала со некој во однос на тоа, некаде бев прва година медицинско. Сега медицински предмети јас фокусирана на тие работи. Беше со дедо. И тој ме вика, зошто плачеш, толку многу се нервираш и зошто толку многу си нели вознемирена за математика кога си добра во анатомија, физиологија, биологија, хемија, и во тој момент е потенцирањето на јаките страни на детето. Значи, кога јас едно дете со дислексија, да, окей, имаме тешкотија во однос на читањето, но ти си добар во спорт, во музика, нели, различно секој тоа е тоа што општо недостасува во системот, не само за детето со дислексија, прво премногу општо образованието. Не секое дете е добро во се, а се очекува дека мора да има петки по сите предмети, значи сите предмети да му се наредени оценките петки, иако не го бива за математика, едноставно не ја разбира математиката, не го бива за читање. Зошто, мислам, тоа е голема грешка. Зошто да не се истакнуваат сил? Мислам, јас знам многу примери на наставници кои што го прават токму тоа, значи и се фантастични наставници, помогнале многу на децата. Меѓутоа тоа треба да биде и за родителите, да важи и за родителите и за наставниците, да ги истакнат сил, без разлика дали е дете со дислексија или без дислексија. Без разлика, да. Истакни му ги, не може секој да е добар во се. Истакни го во тоа што е добар. Пронајди во што ќе биде, во што се пронаоѓа самото дете. Кога имаме перцепција дека во се може да бидеме добри, не само што чувствуваме фрустрација, после тоа чувствуваме страф од грешка. Тука се надобрзува анксиозноста, страфот, неуспех. Да, што ако јас бидам неуспешен, што ако јас не можам нели утре да се работам, како ќе завршам факултет, значи се надобрзуваат. Тоа ми беше следното, правењето грешки кај децата со дислексија. Значи јас мислам дека секој кога прави грешка не се чувствува убаво, нели? Меѓутоа мислам дека кај децата со дислексија тоа е многу изразно, пошто они постојано прават грешки, постојано се критикувани, начин на кој што читаат, начин на кој што пишуваат, да не ги збориме сите оние етикети кои што им се ставаат, глупав, мрзлив, ваков, па ретардиран, па не знам што. Значи, и сето тоа веројатно може и кај голем дел од децата предизвикува сериозни психолошки последици во нивниот развој. Сега, нели, спомнавме фрустрациите, сега, ради тие фрустрации, веројатно, предпоставам, многу често може да се јави гнев и агресија кај децата. Да. Така? Да. Мислам, јас тоа...
Има одредени деца, секој различно некогаш ги манифестира, во одредени случаи имаме нели поекстровертно однесување, односно имаме гнев и агресија. Таа лутина и бес излегува кон надвор, но некогаш може да ја автоагресија, па да е кон себе. Кон себе. Да, ќе се надоврзам тука на, ќе го кажам мојот пример, и пример на мои соученици во основно, за кои што после толку години јас со сигурност тврдам дека имаат дислексија, меѓутоа биле целосно повлечени во себе и едноставно ти се седнеа во клупа, кјутеа, наставничката само викаше по нив, они одлетани со мислите стандард, и имаш мојата ситуација, каде што веројатно тој гнев го испрвав на надвор. Тепаше? Не сум се тепал многу, меѓутоа бев многу немирен, ги навредував наставниците, што од оваа перспектива ми е навистина многу криво, меѓутоа веројатно така сум го изразувал целиот одбрамен механизам. Да, од друга страна, моите родители па не биле родители кои што очекувале нешто посебно од мене, како што кажав, не сум бил некој одличен ученик, далеко од тоа. Ама не ми барале од мене нешто многу, не очекувале, меѓутоа фрустрацијата што јас сум се трудел нешто да направам, сум се трудел да учам, меѓутоа едноставно не ми е доа, не сум можел да се фокусирам, сум имал очигледно некој проблем, па гневот сум го вадел на надвор, не во себе, веројатно и кога си наштетуваш сам на себе, веројатно и пострашно него гневот да го... И ова и во едната и во другата ситуација е страшно секогаш кога нели па зависно до кој степен можеш да си наштетуваш на самиот себе, и ние гледаме примери колку се почесто е кога некој посегнува по самиот себе, и затоа треба да бидеме многу посвесни и активно да зборуваме за менталното здравје и да го негуваме, и секој од себе да тргне за промена. Значи, на фрустрацијата и на гневот се надобрзува и анксиозноста, се надобрзува депресијата, односно анксиозно-депресивно расстройство, така да тоа е нешто кое што прво е многу битно. Јас би сакала да им кажам на родителите, прво да им се заблагодарам на сите родители кои што веќе се свесни и доаѓаат, и стварно бројот е голем за да им помогнат на своите деца и да го негуваат нивното ментално здравје, па дури уште од најмала возраст. Од друга страна, сакам да ги повикам родителите, посебно родители кои што не се соочуваат со поминуваат низ процесот на специфични тешкоти во учењето, од проценка и се до понатаму, обавезително морално да се вклучи некаква психолошка поддршка. Апсолутно се согласувам. И за дете, и за нив, и воедно за сиблинзите, односно брат и сестра на тоа дете. Затоа што тука исто така се прават можеби мали пропусти, не сакајќи, затоа што нели фокусот е ваму, па тука се развива некаков друг симптом, па тоа влие на семено ниво, односно влие на родителите, влие на нивната партнерска релација, и така да затоа малце јас секогаш кажувам целото семејство не е потребно. Апсолутно е и мој апел до сите родители, значи да бидат и отворени, да побараат поддршка, не само за дете, да побараат и за нив, што кажат и затоа што јас знам дека најголем дел кога родителите се соочуваат со некои од нивните деца се соочуваат со специфични тешкоти во учењето, најголем дел од вниманието е насочено кон тоа дете, па може да се запостават другите, што кажат и па тоа да предизвика некакви други состојби. Добро, од друга страна, анксиозност. Многу популарен термин од денешно време. Да, значи имаме разлика помеѓу анксиозно чувство и нели анксиозно расстройство, така да тука да направиме една разлика. Зошто сега анксиозноста кај деците? Јас, например, се прашувам кога некој нас цело време ќе ни потенцира во тоа колку ние во нешто што ние не сме добри. Како јас да не се плашам да почнам да спорувам или не се ги покажам моите способности? И ќе почнам да се повикувам, ќе почнам да се чувам подобро нели да седам отколку да зборам и да кажам, па сега наставничката или некој од не мора наставничката, пошто е свесноста на наставниците е се поголема и поголема, за да се толку искрени, па може да се измејуваат, па обично се случува да има коментари помеѓу родителите, што се случува со детето, па тоа да го слушне одредено дете, па се дискутира во одредени групи и тоа детето се чувства. Повторно ќе речем, фрустрација, гнев, анксиозност. Да, мислам дека тие се
главните. Да. И веќе во тинеџерската возраст повеќе, барем јас тоа што имам читано и тоа што имам видено во пракса, повеќе се појавува во крајна депресивноста. Да, мислам дека тоа е Да. тоа е следно. Затоа треба да бидеме многу внимателни, многу сензитивно да пристапуваме, не се само методите и техниките како да, детето ќе научи, ќе се овлада да чита, ќе го разбере Апсолутно. материјалот. Апсолутно. Значи јас секогаш кажам, во ред, да, треба да се помогне за да нема понатака во животот проблеми детето. Ама јас пак ќе кажам, ја мислам дека најважно нешто е тоа дете да биде среќно исполнето. Да? Дали чита на исто ниво како другите деца, мислам дека е многу помалку важно отколкото вистински детето да е среќно исполнето, да не биде дете кој што ќе се соочи со депресија и слично, затоа што колку и да не го избегнувам да го споменувам тоа, многу често кај овие деца заради сето тоа што им се случуваат после самоубиства ради како резултат на депресијата и да не наблегам. Значи, затоа е многу важно секој родител да биде свесен што му е потребно и на детето и на нив како семејство и они да му дадат максималната поддршка на детето, затоа што сум се сретнал со многу родители кои што едноставно не им ја даваат на децата потребната поддршка. Свесен родителот дека детето има дислексија, дека има тешкотија, меѓутоа веројатно не може вистински да влезе во неговиот ум за да свати што детето чувствува и постојано притисок да учи, да чита, да му се дере да чита. Можам да замислам само што му се случува на Има еден момент, мислам, кај што јас понекогаш имам патено, дека работев како асистент и дека не влегов толку многу во едукација, да кажуваме дека не се трудат доволно. Они се трудат многу. Да. Они се трудат многу. Дури многу повеќе од деца кои што нели може да го совладат материјалот преку пишена форма и не им треба некоја посебна. Тоа ми е важно родителите да сватат колку тие деца вистински се трудат, а нели тоа што вистински родител да го разбере тоа како дете да се чувствува и колку многу напор вложува. Мислам дека буквално за на некого да му помогнеме и да му пружиме помош, прво треба да влеземе во неговите чевли и да го разбереме, посебно нели за лицата со дислексија. Јас имам една порака до сите лица со дислексија и деца, тоа е да од денес па натаму си ги потенцираат своите способности, вредности и своите јаки страни, затоа што само на тој начин ќе можат да го направат и овиот другиот дел кај што сме помалце, нели, добри, да се покачува се погоре и погоре. Да, апсолутно, значи секогаш треба да си ги потенцираат јаките страни и да се борат и да бидат цврсти сега. И да бидат своји. Да, јас тоа викам, најважно е да бидат своји и да го прават тоа што го сакаат. Да, тоа што го сакаат. Голем проблем е тоа очекувањата на родителите, значи тој родител може ќе очекува дека неговото дете треба да е доктор. Детето едноставно нема едноставно интерес за тоа, значи треба да ги остават децата да бидат тоа што се. Значи тоа што викам, колкав дел од луѓето низ светот, зборам познатите дислексичари, се насочиле. Џејми Оливер е готвач кој што е многу успешен во неговата. Секој во различна област. Затоа викам, можеби тоа дете ќе биде одличен молер и ќе биде многу добар молер. Зошто да не се потенцира таа негова силна страна? Тој момент кога сакаме си да ставиме во еден калап, јас така викам, потребна е структура, ама не да е премногу ригидна таа структура. Јас не се соочувам со дислексија, но тргнувам секогаш од тоа јас како се чувствувам. Во моментот каде што не се чувствувам добро и знам дека не можам јас ова да го совладам, го пуштам. Значи тоа што јас сакам да бидам. Сите мислат дека многу е тешко вработувањето како специјален едукатор, нели така натаму, зошто па ти треба да си доктор, па ти да. Но сум многу среќна, повторно ќе кажам, што се послушав самата себе и во однос на специјална едукација и во однос на семејна системска психотерапија, пошто баш направив една автентична професија. За крај би сакал да споменам тука една студија што ја читав во Америка. Каде што сега не сум добар со бројките. Не знам какав беше процентот, меѓутоа многу голем правеле истражување во неколку затвори
во Америка, колку е застапена дислексијата помеѓу затворениците во затворите, според мене некој многу голем процент. Научно истражување е правено, па тука се објаснува моментот зошто баш таму луѓето имаат дислексија, јас тоа што викам. И тоа се генерално, најголем дел од тие луѓе се луѓе кои што не се со диагностицирана дислексија, значи едноставно човек кој што за себе веројатно мисли дека е недоволно вреден, не може да се пронајде во животот и така натаму панели се скршнува по другиот. Скршнува по, што е многу страшно, веројатно и кај нас се случува. Па сигурно мислам дека е добра идеја да направиме едно истражување да видиме. Во затвори. Не, стварно мислам дека... Но таа е таа позадина каде што не се чувствуваат доволно вредни, можеби посебно сега не знам во кој временски период е правено таа истражување, ако порано и родителите можеби поригидни во однос на барањата и дисциплината и дека мора све да се добар во делот со училишниот успех, така да сите овие работи од симптоми кои што ги кажавме и однесување и состојби доведе до тоа да не се чувствува доволен добар и скршне по патот кај што ќе се чувствува прифатен. Тоа е улицата, деликвенцијата и така натаму за да се стигне до тој момент. Тесно поврзани работи се, затоа и кажувам раната детекција или како беше стручниот термин имате добро. Рано откривање рано откривање, рана интервенција беше. Добро, рана интервенција, детекција. Добро. Имаме рана детекција, имаме рана интервенција. Да, рана детекција, добро. Океј. Значи да се открие дислексијата, да се работи со детето, да му се даде поддршката која што му е потребна, од целото семејство, од наставниците, и да се внимава на менталното здравје, за да можеме да изградиме здрави личности кои што ќе ги знаат кои им се нивните силни страни и ќе работат на нивните силни страни да бидат се. Затоа што ние како го почнавме здруженијето дека дислексијата е дарба. Така што дислексијата не е болест, имаше нешто кампања. Имаше, дислексијата не е болест, па јас имам дислексија, ништо страшно. Кога јас веќе после јас имам дислексија. Тогаш, Сите тоа супер го стави во една реченица што е најбитно. Значи од рано откривање, грижа за алатки, психолошкиот дел, родители, наставници, асистенти и целото општество буквално. Мислам дека кога и вака се повеќе кога јавно зборуваме за сето ова, сите ние заеднички помагаме да се подигне јавната свест, се надевам дека на овој начин ќе помогнеме и ќе поттикнеме многу родители и повеќе да се грижат за менталното здравје, не само на нивните деца, него и на целото нивно семејство. Сега за крај некоја мисла твоја вака. Па добре, јас пошто ќе опфативме сите работи, сите субсистеми и системи, семено-системски да се изразам, би кажала дека секој после отколку ќе го изслуша овој подкаст, нека се запраша како придонесува од самиот себе за некое дете, некое лице, партнер, своје дете, ученик да се чувствува лошо. Односно, што е тоа што ние, посебно ние возрастните, значи ние возрастните сме одговорни за менталното здравје на децата. Колку и нашто да не звучи многу одговорно и валци сме вака под штрек, но тоа е вистината и е факт и така да ние возрастните да размислиме што е тоа што правиме да овие деца и идни генерации се чувствуваат така лошо и да не процентот на некој состојби е се повисок и повисок. Ајде, ти благодарам многу, мислам дека имавме супер разговор, има и гледачи дека извадат доста интересни поинти од сето ова, и на некој начин придонесуваме, се надевам, кон подигнување на свеста за важност од менталното здравје и кај децата, и кај родителите, и кај целото семејство. Ти благодарам и се надевам ќе снимеме втора епизода. Ти благодарам и тебе, сигурно.